Следува Добриот доктор. И денешната емисија е поврзана со состојбата и повредите на лицата кои беа повредени во големата трагедија во Кочанската дискотека. Со мене во студиото е професор доктор Боро Џонов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија во клиничката болница Аџибадем Систина. Професор Џонов, и кај вас во клиничката болница беа хоспитализирани и се уште на третман се неколкумина повредени. Каква е нивната состојба и со какви повреди се здобиле за време на несреќата? Како и сите болнички институции се уклучивме и ние во третманот на повредените оваа страшна трагедија. Сочувство до сите што почувствуваа загуба и кои што ги загубија најблиските. Кај нас имаше околу 8 приема. Полата се веќе пуштени на домашно лекување. Ургентниот центар исто така беше отворен. Преку 20 прегледи на пациенти кои што се јавија за преглед и кои што почувствувале текови подоцна. Во моментов имаме 4 хоспитализирани пациенти, секој со различити степен на опекотини, некој со полесни, некој со потешки, еден пациент на интензивно лекување и се трудиме најдобро што можеме и знаеме во консултација и со колеги од странство за да ги лекуваме тие пациенти. Да, како што можевме да слушнеме, најголемиот дел од повредените и тие кај вас, но и на останатите клиники, па и во странство што беа испратени се со изгореници. Тоа е специјалноста која ја работите токму вие, специјалистите по пластична и реконструктивна хирургија. Што представува изгореница, еве на почеток? Мултидисциплинарен е пристапот. Кога се лекуваат изгореници, не се само пластичните и реконструктивни хирурзи, голем удел имаат и колегите интензивисти, колегите анестезиолози, пулмолозите исто така се уклучуваат. Карактеристично беше за сите овие пациенти во контакт и ја што видов и во контакт со колегите пластични хирурзи од други институции, дека главно беа изгореници на горниот дел од телото и главата и со пулмолошки проблеми, односно проблеми од вдишување на чад и труење со јаглерод моноксид. Така да секогаш пристапот при лекување на изгорениците е мултидисциплинарен. Треба да се води сметка дека секогаш лекувањето е долготрајно, се состои од неколку фази. Ќе ги опфатиме, да. Ние сме веќе 4ти ден после повредите, се уште е рано да се прават било какви прогнози за тоа како ќе иде лекувањето, затоа што сите овие пациенти се со повеќе заболувања, со повеќе повреди, така да се уште е рано да се прават било какви прогнози. Како се класифицирани изгорениците? Слушаме втор, трет степен. Што значи прв, а што значи трет степен или не дај Боже четврти степен од изгореница? Кога се прави триажа на изгорен пациент, прво треба да се определи степенот на изгореницата, односно колку е зафатена дебелината од кожата и тие ги делиме практично на прв, втор, трети, четврти степен, колку е длабината. И вториот битен момент е колкава површина од телото завзема таа изгореница и према тоа ги рачунаме и процентите на изгореност. За после тоа да можеме да администрираме и терапија во однос на тоа колкава е зафатеноста комплетна кај еден пациент. Секако многу е битно и предходно пациентот дали имал некои други заболувања, коморбидитети, многу е битно придружни повреди, секогаш при несреќи знае да има и фрактури, знае да има ково случајов пулмолошки проблеми, така да сето тоа го заокружува една проценка, да кажам, за тоа каков е пациентот, колкава е неговата тежина и така натаму. Имате долгогодишно искуство како лекар и специјалист по пластична и реконструктивна хирургија.
Што значи еве 20% или 2% на зафатеност од кожата, не дај Боже дури 50-60%? Значи, постојат протоколи и процедури. Во суштина, све што е над 15% зафатеност површина и втори до трети степен треба веќе да се лекува во болничка установа. Све што е испод, зависно секако и кои делови од телото се зафатени, например доколку е главата и вратот, кои што фаќаат некои 9%, ние секако мора тој пациент да го примеме на болничко лекување. Меѓутоа, доколку се тие на некои други делови на телото, може да се лекува и амбулантски. Приоритетно е да се каже дека изгоретинска болест представува лечење на таа болест во повеќе фази. И самиот процес на заздравување на телото оди во неколку фази. Првата фаза е шоковата состојба која што мора да се надмине и таа трае некои првите 2-3 дена и е, да не кажам најстрашна, меѓутоа тоа е моментот кога неизвестна и кога се спасува животот на почетокот. И тогаш се прават сите оние процедури медицински кои што мора да се направат. Во случајов повторно ќе кажам кај голем број од потешко изгорените и потешко повредените беше потребно да се направи интубација, беше потребно да се направат трахеостоми за полесно да може да пристап до дишните патишта и за да може да има полесен пристап за исчистување, да кажам, пошто нели збориме за широка народна популација на дишните патишта. Веќе кога ќе се стабилизира состојбата на некој начин, после таа критична фаза која споменавте, настапува лекувањето. Што е следната втора фаза, односно како пристапувате најпрвин вие со вашите колеги од делот на како што спомнав, сите тие фази си имаат начини на лекување. Првата фаза, рековме, шоковата состојба. Втората фаза настанува и тогаш се најголеми отоците, едеми настануваат, сите течности практично излегуваат од васкуларното корито. Во втората фаза сите тие токсини и распадни продукти од изгорениците се враќаат назад во васкуларното корито и фактички таа е фаза на интоксикација. За после тоа и се делува нели со повеќе течности, со крвни заместители, за да се надмине таа фаза. Колку и да се лекуваат пациентите во стерилни услови, настанува третата фаза, а тоа е фаза на инфекции. Затоа што ние кога настанала повредата, а и ние како живи суштества, односно како човечки суштества, имаме бактерии кои што во одреден момент знаат да станат патогени. Така да е неизбежна таа фаза на инфекција. Се делува тогаш со антибиотици, повторно со хидрација на пациентот, за доколку се преживеат сите овие три фази, настане четвртата фаза, односно фаза на рехабилитација и рековалесценција. Секако, во сите овие четири фази треба да се делува на пациентот за да се достигне четвртата фаза и во четвртата фаза да имаме што помалце секвели, односно што помалце последици. Затоа што сето тоа кој што видовме, се тоа млади луѓе кои што понатаму треба да продолжат со животот, треба да биде тоа работоспособно население, за што помалце да имаат последици од сите овие повреди, за да можат утре да функционираат комплетно и слободно. Во вашиот сегмент, веќе кога убаво ги објаснивте фазите која ќе настапи таа фаза на реконструкција и како делувате најпрвен, значи како вие пристапот, што прво треба да се направи за да почне, за да дојде до тој степен, односно чекор на трансплантација? Хируршкиот дел секако започнува уште од првата фаза. Паралелно. Паралелно се оди заедно со интензивистичкиот дел,
очистување на раните, дебридмани, тргање на сето тоа некротично ткиво, за да се дојде и да се види, нели, кај пониските степени, кај втори А, втори П и втори Б степен, телото е способно само да регенерира и само да ја затвори кожата, односно да епителизира таа кожа. Меѓутоа, не секогаш тоа се случува, остануваат отворени рани кои што мора да се покријат. Најчесто го правиме тоа со автотрансплантација на кожа, од самиот пациент, од здравите делови се зима дел од кожата за да се покријат оние делови каде што нема кожа. Во светот има процедури и правила, се користи кожа и хетеротрансплантација, меѓутоа во главном тоа има заштитна улога, односно за да се покријат раните, за да не дојде до реинфекција. Многу е тешко таа кожа од друг човек, просто кажано, да се прифати, и затоа најчесто во 99% случаи користиме автотрансплантати. Технологијата во однос на третман на раните отиде на многу напред. Имаме секакви лепенки, да кажам, за преврски средства со кои што ни овозможуваат да ги заштитиме тие рани и да овозможиме што побрза епителизација на кожата. Пошто, нели, знаеме, кожата е најголем орган во човечкото тело со најголема површина и прва бариера во однос на сите надворешни влијанија. Кога сме кај трансплантациите, вчера можевме да слушнеме дека веќе во чином во некои од болниците во регионот била направена трансплантација на раката, кај еден од повредените чином во Папа Николау во Солун. За каква процедура станува збор? Значи, малку по-конкретно... Во пластична и реконструктивна хирургија, тоа е и кај нас, па и секаде во светот, тоа е уходена процедура која што не е многу комплицирана. Сега колегите процениле дека може да се прави трансплантација. Ја ви проценил дека 4ти ден после повреда е малку рано. Меѓутоа, можда имало некои елементи на раката кои што биле изложени на надворешни влијанија. Дали биле тетиви, дали нерви, дали крвни садови. И за да се спречи влијанието, веројатно е земена кожа за да се покрие таа рана. Инаку, нормална процедура која што ја прават во нашата држава, сите пластични и реконструктивни хирурзи, дел од нашиот тренинг, многу често не само за изгореници употребувана процедура, кога имаме поголеми хронични рани, кога отстрануваме тумори, карциноми, ја користиме таа процедура за да се покрие кожниот дефект. Професоре, се дава ли приоритет на некои делови од телото или се зависи од состојбата, говориме во вашиот сегмент веќе на трансплантација, како одлучувате или се индивидуално во зависност од состојбата и повредите? Најмногу се дава приоритет секако главата и вратот, меѓутоа функционалните делови на телото. А тоа се рацете и нозете и зглобовите. Затоа што во покасниот период на реконвалесценција и на рехабилитација настануваат контрактури и фактички тоа што го споменав на почетокот, не е можно тие особи да функционираат. Поготово на рацете. Нас све што не разликува од сите цицачи и останатиот животински свет е функцијата на раката. И тоа што сме као човечки род е функцијата на раката. И затоа голем приоритет има горните екстремитети, долните екстремитети, главата и вратот, трупот секако, нели, зависно од повредите и состојбите на пациентот, доаѓа на крај. Да, рековте дека се зависи и од општата состојба на пациентот. Колку дополнително може да ја искомплицира целата оваа ситуација тие респираторни проблеми кај пациентите, за да се направи овој чекор за кој говориме и останатите повреди, односно коморбидитети кои ги споменавте, во која фаза, односно во кој дел од лекувањето може да се пристапи веќе со реконструкција? Со реконструкции, кој што кажавме предходно, ете колегите ги спомнавме од Солун, од Папа Николау, кој што би сакал исто да им се заблагодарам, пошто
се најдоа ги меѓу примија првите излегува во 4-5 пациенти кои што беа едни од најтешките пациенти кои што беа примени во нашите болници, решиле тоа да го прават порано ради XX причини. Секако треба да се стабилизира прво општата состојба, па после тоа да се пристапува кон реконструкции. Многу е битно да се овозможат, рековме, дишните патишта, тоа е приоритетот, за да се овозможи пациентот, нели, да е функционален, односно да е жив, да не кажам. Затоа е потребен мултидисциплинарен пристап. Еден конзилиум да се донесе правилната одлука. Секако и државните институции и кај нас во болницата беа формирани конзилиуми кои што решаваа како да се третираат и како да се лечат тие пациенти. И нели, дали треба да се транспортираат, дали не треба да се транспортираат, да се донесе одлука за начините на лекување и понатамошно постапување. Да, многу држави не излегува во пресред. Вие пак ќе напоменам, значи имате доста големо искуство токму во оваа специјалност, ни целата ваша кариера се имате среќавано индивидуално или во помал број, бидејќи станува збор на вистина за голема катастрофа. На некој начин ваша оценка дали добро е што се транспортираа пациентите, бидејќи еве како што рековме и кај вас во клиничката болница Аџи-Бадем Систина има за да се растерети на некој начин клиничкиот центар и останатите две установи кои изгрижуваа пациенти. И за какви центри станува збор, бидејќи сте во постојана комуникација со колегите, бидејќи сте таа специјалност? Видите вака, при вакви катастрофи многу поспремни здравствени системи, дури и скандинавски здравствен систем и канадски здравствен систем не би можел да се справи со толку многу пациенти од иста патологија. Така да неопходно е транспортирање надвор од државата, поготово нашата држава која што е мала. Големи центри за опекотини имате само во големи држави. И повторно ќе кажам, со волку број повредени, дури ни толку големи центри не би можеле да се справат одеднаш. Односно, кога би се случило и во некоја околна држава, која што се по, да кажам, население дупло па и тродупло повеќе од нас, не би можеле со наплив на толку голем број пациенти да се справат. Секако, слушам по медиумот се поставува прашање за ова трагедија го отвори прашањето и за центарот за изгореници кој е затворен. Нели се јавија и колегите од градска болница, последниот центар беше таму. Ја се сеќавам и на едно време кога имаше баш прописан центар во воена болница, кој според стандардите воени. По сите можни, не само воени, тие и денес се истите стандарди, така да постоеше таму. Меѓутоа сето тоа се затвори и еден таков центар, пошто тие беа мали центри, не би можел да се справи со толкав наплив на пациенти. Меѓутоа, сепак стојам на ставот дека држава треба да има еден таков центар, помал центар. Во вакви случаи тој центар би се нашол покрај тоа што преку годината кај нас се случуваат и шумски пожари, во летно време се случуваат несреќи по згради со пожари постојано. Така да сите тие пациенти би биле третирани таму, а при едни вакви несреќи вредно е да се напомене дека тој центар фактички би бил една матица од каде што од тој персонал и тие доктори кои што би работеле таму би се црпеле знаење за како да се третираат пациентите по другите болници кои што не им е специјалност изгореници. А интензивисти и анестезиолози имаме доста и во државното здравство и во приватното здравство, за да можат оној првичен наплив на голем број пациенти да се прифатат и да се справат. Исто така имаме многу колеги хирурзи, имаме доста пластични хирурзи по глава на жител
Да, порано беше специализацијата прво за општа хирургија, па потоа на субспециализација, затоа што секој општи хирург би требало веќе да се доедуцира и да знае. Да, сега е директна таа специализација, трае 6,5 години, така да има доста кадар кој што би можел да помогне при, зборам, во првиот наплив. Так. Повторно ќе кажам дека Фондот за здравство, односно здравствените власти одлично се справија на почетокот со транспортите. Ниедна и поголема држава и со центар за изгореници не би можела другачие да се справи со оваа состојба. Навистина голем број, дури 190 последната бројка на повредени, од кои половината речиси се тешки и критични. И пак ќе се навратиме околу лекувањето, долго, неизвестно, комплицирано. Секако, првичното би кажал, секогаш при една изгореница се прави проценка во две времиња. Првичната проценка секогаш не одговара на втората проценка. Првата проценка е во првите 24 сата, втората проценка е тек после 7 дена. Така да и тоа на самите опекотини, не зборам за придружните повреди и придружната траума на белодробието, односно вдишување на чад, изгореници се случувало да имаат и на белите дробови, оддишување на врел воздух. Сето тоа, втората проценка се прави тек после 7 дена. Така да тоа е тој најкритичен период до 7 дена. 7 дена до 15 дена е негде критичниот период. Така да неблагодарно е да правиме за било кој пациент проценка барем до првите 7 дена додека не изминат. Се трудим и во нашата болница секако да ги лекуваме тие пациенти најдобро што можеме во консултации и го даваме сето свое знаење за да можеме да ги извлечеме и утре други ден да видат функционални луѓе кои што ќе работат во оваа држава. Направивте ли веќе некои хируршки интервенции конкретно и кај вашите пациенти, слушаме пред да дојде да предпоставувам дека има голем број, ќе следуваат голем број на операции, односно хируршки зафати. Секако, зависно како ќе се развива состојбата од хируршки аспект, зборам на раните, ќе следуваат интервенции. Првичните се направени кај сите кај што имало потреба, односно дебридмани, чистење на раните, секојдневни менување на преврските, администрирање на терапија која што треба, титрирање на таа терапија на дневна база, за тоа како организмот реагира на првичните терапии за да може да се поправи уште повеќе. Така да тоа е континуиран процес кој што трае. Секако, спомнавме, реконструктивните процедури доаѓаат на крај. Многу е рано за било што да се почне со реконструкција во овој период. Практично денот на повредата не го рачунаме, односно веќе сме 4ти ден. Да. Некаде после повреда. Проценките ќе се прават, спомнавме, од 7-миот ден, вторите проценки и за зафатеноста, и за длабината, и за општата состојба на пациентите. И текот на понатамошното лекување. И како ќе оди понатамошното лекување. Колку е важна стерилноста во овакви ситуации, бидејќи станува збореве, како што слушаме, кај поголем дел од втори и трет степен, убаво објаснивте што значи втори и трет степен. Има една разлика, интересна ја и на моите студенти ја кажува стално и во моите предавања за изгореници, дека разликата помеѓу вториот и третиот степен е тоа што вториот степен е многу болен, за разлика од третиот степен. Кај третиот степен е цела дебелина на кожа зафатена и се изгорени нервните завршетоци. И практично оние делови каде што има трет степен не се воопшто болни. Така да, следствено на тоа оди и третманот. Во поголеми центри, зборам, има повеќе теории како да се третираат тие степени. Обично до втори Б степен не се прават рани ексцизии на кожа, односно комплетно отстранување на изгорениот дел. Обично после третиот и четвртиот степен
треба да се прават, меѓутоа во некоја закаснета фаза. Сето тоа зависи, секоја земја си има посебни протоколи и така да кажам школи за тоа како да постапува. Постои поагресивна школа, постои поконзервативна. И према тоа и постапуваме. Ние обично од поконзервативната школа и целиот Балкан е сушност тамо. Дури и колегите од Европа кои што дојдоа истото го застапуваат, во главном америчките школи се побрзи и поагресивни, дека треба тоа во поран период да се направи, меѓутоа тоа изискува ризик за пациентите, големи ризици. Се случувало наши пациенти да бидат однесени дури до Америка за лекување, па и во Обединетото кралство, каде што се правени многу ранни ексцизии, кои што после тоа биле на штета на пациентите. Меѓутоа, тука е 50-50, не можете да знаете. Од една страна го ослободувате пациентот од токсичното ткиво, од друга страна правите поголеми ранливи површини кои што штетат на општата состојба. Колку е голема опасноста од сепса во контекст на стерилност? Стерилноста заборавивме. И тие фази околу септичен шок, кој е дополнително комплицирана. Секако, во сите тие центри и на оние места каде што се лекуваат изгорени пациенти, мора да се пази многу на стерилноста. Апсолутна стерилност не можеме да добиеме. Меѓутоа, многу е битно од надвор да не се внесе нешто и затоа постојат посебни протоколи за тоа како се влага кај изгорен пациент, кој смее да влезе, секојаш се оди со заштитна опрема постојано на сите делови од телото, никако нешто само капи, маски не завршуваат работа. Видовме некои фотографии и видеа од регионот. Да, независно од тоа, можда влегле кај тие пациенти кои што се полесни, па затоа не е потребна толку ригорозно почитување на тие протоколи за стерилност. Меѓутоа, секако, во сите центри, секаде и во обични болници, каде што се лекуваат пациенти со изгореници, потребно е ограничено влегување, заштитна опрема, постојана дезинфекција на површините, што е можно по стерилни услови каде што престојува пациентот. Ги споменавме и интубациите и трахеостомите, значи тие секогаш се дава приоритет при вакви катастрофи да се спаси едноставно животот првично на пациентот, да има некои неформални разговори, значи мора да се направи проток на воздух да дојде. Дали тоа потоа може да се санира, да се коригира и дали ќе има траги пациентот? Кога се спасува живот, значи нема компромиси. Така. И од контактите со колегите во странство и тука што се случуваше и од препораките на експертите кои што дојдоа од странство, значи кај сите оние пациенти кај кои што е загрозено дишењето, каде што има изгоретини на дишните органи, внатрешни, каде што има вдишано многу чад, значи неприкосновено е правилото дека мора да се направат трахеостоми. Прво, заради скратување на дишниот пат, тоа колегите анестезиолози и интензивисти го знаат многу подобро и многу подобро да го објаснат. Да, вчера говоревме токму на оваа тема со вашиот колега. Така да, они што викаат, нас никој не спомнува, пошто ние сме затворени. Они се тивките херои. Така. Тоа би сакал да го спомнам, затоа што они се затворени во тие интензивни неги, не смеат да излагаат надвор, немаат комуникација толку со пациенти, меѓутоа голем е нивниот удел во спасувањето на овие пациенти. Повторно ќе се навратам прашањето за трахеостомите, значи се скрачува дишниот пат, полесно е да се направат лаважи, исчистувања на белите дробови, така да тоа е неприкосновено во протоколите при повреди на бели дробови дека мора да се направи. Секако,
дека тие трахеостоми, кога нивната функција веќе не е потребна, се затвараат, заздравуваат ткивото, има хируршка процедура на затварање на трахеостомата, така да тоа не треба фамилиите да ги секира дека некому е направена трахеостома и дека тоа ќе остане за навек. Се реконструира тој дел, колегите го работат и неврохирурзи и од орала. Најбитно е да се живи. Кои работат, така е, кога се спасува живот, тогаш тие протоколи се неприкосновени, нешто што мора да се направи. Вчера имавме можност да слушнеме за една статистика од фондот за пациенти лекувани во здравство, меѓутоа ми остави во впечаток дека имало пациенти кои биле третирани конкретно во Пирогов дури 3 години поради изгореници. Навистина толку долго може да трае лекувањето конкретно на вакви повреди со изгореници? Секако или се индивидуално и зависно од повредите, зависно кој што спомнавме од површината на зафатеност, секако тие пациенти не лежеле 3 години таму. Да. Него подоцна се третирани секвелите од тие изгореници, конкретно контрактури, хронични рани, незаздравување на кожа. Сме имале пациенти кај што комплетно зараснале раните, па по месец дена таа млада кожа повторно ради недобар третман домашен, условно недоволно доаѓање по контроли, повторно да се отворат рани. Знаеме ние, знаат колегите пластични реконструктивни хирурзи дека ради недобар третман после 10 па и повеќе години на самите тие лузни кои што се од изгореници можат дури и да малигнизираат. Така да споминањето на тоа дека и до 3 години траел третманот, обично, нели, првичните фази спасување на болниот, функционалност на болниот и лечење на секвелите. Секвелите се најчесто не знам дали спомнавме предходно, се контрактури, хипертрофични лузни. Така? Сме имале многу често лузни на места кои што се функционални, поготово на зглобовите, на зглобот на рамото, на лактот, на вратот, од тешки длабоки изгореници кои што подоцна треба да се третираат и реконструираат, за да тие лузни не прават проблем во функционирањето на пациентот. Да, можевме да слушнеме дека вие споменавте дека најголем дел од повредените се со изгореници на лицето, тоа го фаќа и сегментот и на очните капаци, значи целиот дел од лицевата регија. Обично, дали таму исто е комплициран лицето е најмал проблем. Лицето е најдобро васкуларизирано, со голем број на крвни садови, малтене најдобро васкуларизирано од целото човечко тело и најбрзо заздравува и најмалце лузни остануваат. Кога повторно ќе спомнам, капаците се исто функционален дел, може да настанат различните контрактури кои што подоцна треба да се лекуваат, односно треба да се прават реконструктивни зафати за да се овозможи функционирање на тие капаци. Кој дел е најтежок за реконструкција во вашиот сегмент? Видите вака, зависно од локалниот наод. Сме имале ние контрактури на врат кои што комплетно ја влечат долната вилица, сум третирал ја и колегите исто така, кои што со еден зафат не би можело да се реши, него неколку зафати за да се овозможи тие контрактури да се раскинат, да кажам, условно, и да се стабилизираат, да не дојде до влечење на устата. Исто така, многу често аксиларната регија со рамениот зглоб, контрактури на лактот, за да овозможат нормално функционирање на горниот екстремитет. Затоа и предходно споменав, во фаза на рехабилитација секогаш се трудиме и ги тераме пациентите да почнат со рано движење, независно што се во болка, независно што се со рани, поготово на прстите на рацете, уште од втори, трети ден да почнат со движење, за да колку може се минимизира секвелите после тоа да настанат контрактури и да мораме повторно хирушки да реагираме, односно да се прават разни реконструктивни зафати и адхезиолизи,
за да не дојде до контрактури, поготово на прстите на раката. Да не дојде, во вакви случаи може ли да дојде до карпал тунел, како се вели тоа стручно, или поради укоченост, тоа е друга состојба укоченост? Буквално се тоа контрактури прво кожни, така, а после тоа настануваат, доколку не се третираат со време, настануваат контрактури на самите тетиви и на зглобовите. И нефункционалност. И комплетна нефункционалност. Затоа раната рехабилитација уште додека се во кревет, меѓутоа стабилни, треба да се почне со рана рехабилитација и физикална терапија. Колку е важна понатаму рехабилитацијата? Дај Боже сите да бидат добри, да го поминат успешно третманот од на лекување сите овие повредени и кај вас, но и во странство. Следува и долг процес на рехабилитација. Секако, многу е важна рехабилитацијата. Сите овие центри што ги спомнавме, ете и Пирогов го спомнавте, за мене централен центар во регионот, каде што најдолго време во историјата се третираат пациенти со изгореници и едни од најспецијализираните центри во регионот. Сите они плюс имаат и рехабилитациони центри, односно центри за физикална терапија, за да со нивното делување се намали процентот на оние кои што ќе имаат потреба од хируршки зафати покасно во периодот на рехабилитација. Да се надеваме дека се ќе биде успешно, пак ќе се навратиме на вашата долгогодишна кариера пред се како пластичен и реконструктивен хирург. Индивидуално сте се среќавале во изминатите 20-30 години со случаи на изгореници. Има ли некој случај што ви бил најкомплициран и што може да се спореди со овие случаи? Имало многу случаи, кај сите случаи кои што биле над 15% изгореници, биле комплицирани. Затоа што првичниот третман секогаш е на интензивна, поготово, да кажам, имало со 30% изгореници, првичниот третман секогаш е на интензивна нега. Борбата е прво пациентот да се извади од интензивна нега за да се симне на одел. На одел повторно е борбата да се заштити пациентот од околните влијанија, да се направат хируршките процедури на време, ради немање на центар за изгореници, што е можно повеќе да се изолира во однос на другите пациенти, пошто широко е полето на делување на пластична и реконструктивна хирургија. Секакви пациенти имаме во околина да се направи таа изолација. Не е само лекување на пациентот, него и менеджментот на пациентот треба да се решава. На време на терапија да се даде, да се направат оние ексцизии на мртвото ткиво повторно навремено, за да не дојде до труење на организмот и реинфекции, да се почне со реконструкциите на време и веќе кога ќе се извади од болница сме среќни и ние и пациентот е среќен. Може да останат некои рани па да доаѓа амбулантски, меѓутоа повторно... Добро, тоа е среќна фаза веќе од... Веќе да биде цело време под наша контрола, односно да не се остави тој пациент да биде сам на себе и сам себе си да се третира со фамилијата, него цело време да биде под контрола. Покрај менаџирањето за испраќање пациенти надвор во земјава, пристигна и чина ми се уште се тука и експерти од странство, од Израел, од ВМА, Белградската воено-медицинска академија, Чешка и од некои други држави. Значи, вие исто, предпоставувам, сте во комуникација со нив, но и како долгогодишен и професор токму за оваа специјалност, ги следите тие новини, промени во медицината, се постапува ли едноставно секако што треба? Да, секако. У комуникација бев ја со колегите од Чешка, со колегите од Израел, со од ВМА не стигнав и со нив да бидам во комуникација. Они дојдоа и во посета во нашата болница. Ги видоа условите како ги лекуваме, нема замерки на тие услови и на протоколите како во моментов се
лекуваат тие пациенти. Секако знаете, повторно ќе кажам, кој на која школа припаѓа. Да. Конзервативната и поагресивната, да. Меѓутоа, во моментов ниту едните, ниту другите има замерки на тоа како се третираат во моментов пациентите. Едни користат едни средства, други користат други средства. Сето тоа зависи од која држава доаѓаат, меѓутоа главните протоколи се тие и се следат од А до Ш. Да, го забравивме моментот и за ладење, односно стерилност на телото. Сега претпоставуваме таа фаза каде што треба да се одржува некоја нормала на телото со разни облоги. Тоа е обично првата фаза, тоа е првише 2-3 дена. Да. Кога се помали опекотини, нели, прва помош е доколку е рака. Да, ни се случувало на сите во домот да се изгориме. Еве, може како совет дали до сите, врела не дај Боже вода, да се случуваат и некои индивидуални. масло или така натаму. Првично е измивање со ладна вода, односно имерзија, независно што таа течност, нели, од чешма не е стерилна. Меѓутоа, за да се одземе температурата која што агенсот кој што ја нанел повредата, секако иригација со ладна вода. Тоа е приоритетно, зборам, кога се помали изгоретини. Ние не можеме 30% изгорен човек да го ставиме Убаво рековте дека веќе од 15% во болница. Да го ладиме под туш, затоа што треба да ја одземеме температурата. Секако во протоколи пациентите мора, кога се внесуваат во болница, да се избањаат, да се извади од нив целиот накид, сите остатоци од облека, све што имаат цивилно мора да се отстрани прво, па после тоа да се внесат во боксови за лечење. Така да прва помош е секогаш иригација под течност која што е релативно ладна. Облогите обично се стават првите 2-3 дена, важат за глава и за врат и за лице. Во однос на другите делови веќе касно за тоа, треба да се обработат тие рани, треба да се со стерилни компреси и посебни вазелински гази, дали некои други помодерни средства, алгинати и така натаму да се покријат и да се заштитат тие рани. Сето тоа, имерзијата под ладни течности, облоги обично во првите неколку сати. После тоа е недозволиво тоа да се прави, после тоа мораат веќе чисто стерилни услови, стерилни течности да се користат. Дури гелови неформално разговаравме, дека веќе медицината оди напред и при третманот. Да, тоа знаат и колегите од пластична хирургија и другите колегите од Израел користат специјални гелови за девридман, за подобрување на циркулацијата. Бевме во комуникација со нив и консултации и така. Професор Џонов, морам да напоменам дека пластичната хирургија не е само естетика. Туку е навистина една можеби од по-комплицираните и по-сложените медицински гранки. Имаме ли иднина помлади колеги, не дај Боже никогаш да се повтори ова, меѓутоа индивидуално ќе имаме случаи со изгорени? Видите вака, пластичната хирургија има многу широко поле на делување. Естетиката е некој 10-20%, иако е најпопуларна. Да, затоа и реков дека не е само естетика. Пластичната хирургија, освен со изгореници, се занимава со кожни тумори, се занимава со повреди на шака. Во последно време од неурохирурзите и повредите на нерви, на периферните нерви ги презимаат и пластичните хирурзи. Реконструктивниот дел е исто огромен, од наедноставни, како што ги спомнавме, кожни трансплантати, до микрохируршки пресадувања на ткиво и на кожа и на елементи од коска и мускули и така натаму. Така да инфекциите исто така се третираат и кожни. Да, со колегите од инфективна клиника и со интензивистите. Така да широк е диапазонот на делување на пластична хирургија. Ние и на клиника имавме доста специјализанти, јас се трудев, а и колегите продолжуваат да се трудат да се обучат тие специјализанти и се трудиме
да оставиме зад нас некој, првично и самите нас што ќе треба да не лекува, а и да оставиме некој кој што ќе лекува понатаму исто со истиот жар, ентузијазам и знаење како што ние сме лекували. Така да имаме доста специјализанти по пластична хирургија кои што би требало понатаму да го преземат товарот на лекување на пациентите во нашата држава. Да, и да го заокружиме разговорот, уште еднаш да чекаме 7 дена за да видиме понатаму како ќе се одвива текот. Јас разбирам и кај населението и кај широката јавност нестрпливоста да се знае за некој одреден пациент, за некој близок, како е во тукашните болници, каква е состојбата, каде што се однесени надвор од државата во центрите за изгореници. Меѓутоа, се уште е рано да се прават проценки. Секако треба да се почека 7-миот ден као некоја прекретница, меѓутоа тоа не е строго косо-нож пресечено. Секако дека има тие фази се преклопуваат, некогаш се пролонгираат, зависно од тоа и од самиот организам, зависно од третманот, зависно од претходните болести, возраста на пациентите и така натаму. Така да сепак првичниот дел е 6-7 ден. За втората проценка да се направи како понатаму ќе одат пациентите, затоа што се рачуна дека до 7-миот ден барем се стабилизирани. И потоа да се види што ќе се прави понатаму и да се донесуваат одлуки како ќе се третираат понатаму. Да се надеваме дека во оваа тешка битка и многу тажна состојба во Македонија на крај ќе успеете победници да бидете вие, вашите колеги, сите здравствени работници, а пред се сите повредени пациенти. Да, искрено се надевам дека ќе остане таа бројка, дека нема да се зголеми таа бројка, дека и колегите и ние ќе се избориме за да таа црвена линија не се надмине. Денес е ден на траур. Така. Нели малце и Тагува Македонија, регионот, но и светот. Начнавме тема која што исто така е болна за целото население и за целата држава. Меѓутоа, искрено се надевам дека со третманот на повредените ќе остане на таа црвена линија и дека нема повеќе да има тагување за некој нови. Така да биде. Почитувани, утрешната емисија ја посветуваме на психолошката поддршка во овие тажни денови. Тагува Македонија, тагува целиот регион, но и Европа и светот. Останете со Сител.